Општина Кавадарци од поодамна негува братски односи со повеќе општини и градови на балканските простори и во последно време со градови кои се дел од Европската Унија. Една од тие братски соработки, која е и меѓу постарите, е со општината Болјевац во Србија. Самиот град Болјевац е мал по број на жители, но гостопримлив и со желба за соработка на сите полиња. По малиот застој од оправдани причини, соработката меѓу двете општини повторно тргна во нагорна линија, а тема на ова телевизиско видео парче е културната соработка меѓу Кавадарци и Болјевац. По покана од председателот на општината Болјевац, а по иницијатива и подршка на градоначалникот на општина Кавадарци Панчо Минов, на дводневно гостување како представник на културата и традицијата на нашата општина, во збртимено Болјевац замина градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш, кој своите дејности ги остварува како дел од програмската целина на Домот на културата Иван Мазов Климе. За целта на гостувањето во Болјевац беше разговарано на средба во кабинетот на градоначалникот Минов, а станува збор за учество на 36-та поред манифестација Црноречие во игра и песна, своевиден меѓународен фолклорен фестивал кој е влезен во официјалниот календар на Европската организација на фолклорни фестивали. Веднаш по пристигнувањето во Болјевац, краткиот одмор и ручек во организација на домаќините, започнаа обемните активности кои завршија доцна вечерта со сместување во одмаралиштето на блиската планина Ртање. Планина која на многумина од кавадарци им буди убави спомени, со оглед на тоа што генерации и генерации млади кавадарчани летуваа и зимуваа на овој познат српски туристички центар. Фестивалот започна со дефиле низ градските улици на Болјевац, со презентација на сите учесници, меѓу нив и кавадаречките играорци, кои гордо го започнаа преступувањето на културата и традицијата на Кавадарци и Македонија. Во рамките на фестивалот традиционално се одржува регионалниот избор за учесник на српскиот државен надпревар на фолклорни ансамбли, па чекајќи го предвидениот момент за настап на градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш, можевме да погледнеме како фолклорните ансамбли од Источна Србија го негуваат сопствениот фолклор.
Да го напоменеме и тоа дека поради врнежливото време, фестивалските случувања предвидени за градскиот стадион беа префрлени во градската спортска сала, што во никој случај не го намали значењето на оваа манифестација што го има за овој во Србија познат како Црноречки регион. На крајот од 6-часовната фестивалска програма следуваше и настапот на градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш. На чело со државното и општинското знаме, со Кавадарци и Македонија во срцето, кавадаречките играорци измамеа бројни аплаузи од присутната публика. Гледаме дел од првиот настап на кавадаречките играорци во збртимената општина Болјевац во Република Србија. Но тоа не беше крај на преполната агенда за тој ден. По сместувањето на планината Ртањ следуваше свечена вечера со сите учесници во организација на председателот на општината Болјевац, споделување на впечатоците од напорниот, но интересен ден, во мислите со новите обврски кои беа предвидени за вториот фестивалски ден. А вториот ден во Болјевац за кавадаречките играоци донесе посета на познатиот археолошки локалитет од Римското царство, Гамзи град Ромулијана, заедно со членовите на фолклорниот ансамбл од Полска, исто така учесник на фестивалот. А кога сме кај учесниците, освен од Источна Србија, градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш од Кавадарци, Македонија, на Црноречие во игра и песна учествуваа и ансамбли од Полска и Бугарија. Вториот фестивалски ден продолжи со уште едно дефиле, на кое освен ансамблите од Кавадарци, Полска и Бугарија, учествуваа и учесниците на изборот на најдобар трубачки оркестар од Источна Србија, кој потоа пак настапува на познатиот трубачки собор во Гуча.
Некаде околу 19 часот, пред полното гледалиште во спортската сала во Болевац, вториот настап во овој избратимен град со кавадарци го имаа момците и девојките од градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш и ве оставам со оригиналниот тон на снимениот материјал, па самите да извлечете заклучок каков печаток оставија младите кавадарички играорци на својот настап. Ансамбл Тиквеш, кавадарци. Изволите.
Младоста, споена со искуството, одговорноста и атрактивниот настап, љубовта кон фолклорот и традицијата на својот народ, искрена почит кон својот град и држава. Ете, затоа градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш со години наназад е најдобриот и најпознатиот културен репрезент на кавадарци во странство. Кавадаречките играоци дефинитивно се најголемите амбасадори на кавадарци. Градоначалникот Панчо Минов тоа го препозна. Време е и останатите битни локални и градски фактори да го препознаат значењето на ансамблот Тиквеш и да ја поддржат неговата успешна работа.